Северна Кореја денеска лансира уште една балистичка ракета која минала над 600 милји пред да падне во Јапонско море, соопшти јужнокорејската војска. Ракетата била лансирана од воздухопловната база Пангхион на 100 километри северозападно од Пјонгјанг, изјави портпаролот на јужнокорејскиот генералштаб Ро Џаечон, додавајќи: 우리군은 북한의 추가 도발 가능성에 대비하여 만반의 대비 태세를 유지하고 있습니다. Ракетата, според американски представници, била со среден, а не со долг дострел. Американскиот председател Доналд Трамп, кој деновиве најави решителен одговор на заканите на бруталниот режим во Северна Кореја, денеска на Твитер напиша дека е тешко за верување од Јужна Кореја и Јапонија ќе преминат преку ова инатаму. Според Трамп, веројатно Кина ќе направи тежок чекор кон Северна Кореја за да ја заврши оваа бесмислица еднаш за секогаш. Ракетата летала околу 40 минути и паднала во јапонската ексклузивна економска зона, соопшти владата во Токио, наведувајќи дека остро протестира на ова јасно кршење на резолуциите на Обединетите нации. До лансирањето на ракетата доаѓа пред самитот на групата 20 економски најразвиени земји, што деновиве ќе се одржи во Хамбург. Јапонскиот премиер Шинзо Абе најави дека таму ќе се сретне со председателите на Кина и на Русија, од кои ќе побара да одиграат поконструктивна улога. 日米韓の強い結束のもとに国際社会の圧力を強化してまいります。 Во понеделникот, кинескиот амбасадор во Обединетите нации Лиу Џиеји предупреди на катастрофални последици доколку големите сили не успеат да смират кризата во Северна Кореја. Таа, според него, може да излезе од контрола. Кина се залага за преговори за укинување на нуклеарната програма на Северна Кореја, која во минатата година изведе 2 нуклеарни проби, а годинава изврши серија тестови на балистички ракети. Администрацијата на Трамп со месеци бара од Кина да изврши притисок врз Пјонгјанг за да ги прекине нејзините воени програми, но неодамна Трамп оцени дека напорите на Кина биле неуспешни.